Ако има потреба за мрзнувањето на цените на дел од прехранбените производи, пијалоците, зеленчукот и овошјето ќе продолжат до крајот на годината, најави министерот за економија Крешник Бектеши. Мерките дават одличен резултат и јас сум убеден дека некаде до 10 ноември ние ќе ги имаме целосните анализи за сите производи во одлуките и навремено минимум 15 дена пред истекот на рокот и граѓаните и компаниите ќе бидат известени. Ако во случај гледаме дека треба да бидат продолжени, најверојатно ќе бидат продолжени минимум до крајот на годината. Ова зима нема да биде потешка од претходната по основ на цените на енергенсите, убедува министерот. Нашите очекувања се дека нема да биде потешка зима од тоа колку што беше претходната зима. Да, е вистина дека глобално, геополитички се случуваат работи кои не одат во прилог на делот на енергенсите, како што се нафтените деривати, природниот газ и слично. Во делот на електричната енергија сме ги изголемиле сите капацитети домашни и таму не гледам никаков си проблем. Во делот на природниот газ и нафтените деривати, секако дека тоа не влијае од нашите одлуки, пошто сме целосно увозно зависени, не сме производители за жал на нафтени деривати и согласно движењата во берзата, така и ќе ги носиме нашите одлуки во соработка со регулаторната комисија за енергетика. За најавата дека Бугарија би можела да воведе такса за испорака на природниот газ, Македонија ќе бара одштета, најави Бектеши. Уцени во делот на начинот како ќе инвестира и како ќе ги диверсификира Република Македонија енергетските капацитети не се прифатливи. Не од Бугарија, од никого. Ако се мислат на ваков си начин да се направат уцени, тоа нема да им помине, заради тоа што ние ќе продолжиме да ги диверсификираме изворите на снабдување. Ние до крајот на годината ќе почнеме со изградба на новиот гасовод со Грција, кој е приоритет и е целосно поддржан од страна на ЕБОР, ЕИП и од страна на нашите стратешки партнери. Јас наведов и претhodно.